тоа е класична поствулканска појава. Вулканот е одавна загасен, значи на територијата на Македонија ги имаме главно олигомиоценските вулкани и плиоценските вулкани на Алшар како најмлади. Овде Коселскиот вулкан е од прилика миоцен и реков некогаш тоа било вулкан, сега останале само карпите кои сведочат за вулканот и останува солфатарата која долги низ години е активна. Кој имал можност да ја види, тоа е како мало изворче кое во него имало вода и главно сулфурводородите излегуваат на површината и се добива впечаток дека таму врие во тенџере. Меѓутоа, после извесно време, откако словенците некаде после 80-те години ги бушија просторите околу солфатарата, ми се чини 3-4 дупчотини за бушија, со цел да се валоризира тој газ кој активно излева, тој во тие концентрации кои излева на секој кој дошол во додир со тој воздух се осеќа, сулфурводородите мирисаат, меѓутоа концентрацијата негова никогаш не била загразувачка, впрочем што зборува и населението околу Охрид во самото Косел не оставало некои директни последици за здравјето, со тоа што околу солфатарата се манифестираат познатите манифестации на кристали на гипс, на самороден сулфур, она што директно не може да испари во атмосферата, тоа во при излевањето и контактот со свежиот воздух, каде е активен кислородот, остануваат чистите сулфури. Така да, тој аспект да го затвориме, досега немало некои проблеми, со исклучок сега каде што имаме мали пореметувања за кои треба секој да се даде коментар. Само уште малку би се задржал, такви слични поствулкански појави изразени преку тој солфатарски тип, ние ги имаме на Кожув планина и од Кавадаречката страна и од Гевгелиската страна, каде што не е толку блиску до патот, каде што може секој турист да го види и да му скрене внимание. Меѓутоа ги имаме. Ги имаме во Кратовско-Златовската вулканска област, во делот околу селото Бели и селото Плешенци. Истите манифестации, само што гасовите не се толку на едно место исконцентрирани, за да можеме да ги видиме како тоа го гледаме на Косел. Јас веќе реков, значи тоа се главно миоценски вулкани кои се загаснати некаде пред последните активности, оноа што преку апсолутните старости го гледаме, на Коселскиот вулкан биле пред околу 16 милиони години, а најмлади вулкани се на Кожувската област, тоа се од 2 милиона до 6 милиона години. Значи, дефинитивно затворена вулканска активност. Од тој аспект ние можеме да бидеме мирни, бидејќи нема некоја конкретна манифестација. Ова, реков, е газ кој е поствулкански продукт и тој си имал своја рамнотежа со години. Мало пореметување на рамнотежата било оној момент кога, како што реков, беа задупчени неколку дупчотини и практично ние ја загубивме солфатарата. Тој карактеристичен атрактивен излез на гасот сулфурводород во преку водичките кои ги гледавме таму се загасна затоа што дупчотините беа зачепени и се очекуваше по пат на горските удари да не испадне некој од гасовите кој би дал поголем притисок за да може потоа тој газ да биде експлоатиран. Меѓутоа тоа не се деси. Што е ова што во моментов сега даде одредени промени на самата солфатара. Предвидувањата се различни, сигурно во моментот не може да се даде некој апсолутно точен одговор. Меѓутоа јас ќе кажам да не заборавиме, имавме активирање на трусните подрачја во последните неколку дена во северниот Егеј. Тоа се практично проклизување на одреден систем на раседни структури, каде што веројатно сизмичките бранови се пренесоа и на блиската активна трусна подрачна зона кај нас Валандовската и на тој систем југо-исток, северо-запад се наоѓаат и овие сулфатари и веројатно има дојдено до мали пореметувања и гасот практично нашол испусен вентил во линија на помал отпор. А линија на помал отпор биле де факто овие структури кои постојано ја напојувале солфатарата која просто неометано се излегувала.